Депонијата Дрисла во рацете на градот. Градските власти тврдат дека на Дрисла нема увезен опасен отпад. Собранието носи закон за забрана на увоз на одредени видови на отпад. Дали ќе го донесе? Ќе ни се повтори ли бугарското сценарио? Што крие аферата? Кои се вистинските загадувачи на Скопје? Вечерва во 24 отворено дебатираме на оваа тема со градоначалникот Петре Шлегов. Добро вечер, благодарам на поканата. Добре дојдовте. Ана Мазневска-Крамфилова од Министерството за животна средина. Добра вечер и за вас во студиото на 24 отворено. Екоактивистите Антонио Јовановски. Добра вечер и за вас. И Блаже Јосифовски. Добра вечер. Ќе имаме време и простор посеопфатно да опфатиме се она што се случуваше и деновиве на Дрисла, но и она што треба да се случува во наредниот период. Господин Шелегов, ќе почнам со вас. Конечно се случи она за кое што говоревте подолго време, односно промена во сопственоста, да речем, и во управувањето на депонијата Дрисла. Што тоа ќе значи? Па, депониите во современиот начин на управување со комуналниот отпад се место каде што или места кои што гарантираат здрава животна средина, меѓутоа и места каде што на крајот на денот од економски аспект, како и гледаме проблематиката, се профитабилна категорија на градските управи секаде во Европа. Нашиот град, за жал, имаше една огромна несреќа, да има една сериозна контраверзна постапка која што после 9 години успеавме да ја завршиме. Контраверзна во смисло што заради неможноста финансиска на градот да изработи квалитетна депонија по современи стандарди, при што под депонија на современи стандарди не се подразбира депонија во која што се случува на што во моментот се случува на Дрисла. Тоа е класично складирање на отпадот без да се селектира, без да се рециклира, без да се произведе нус продукт од самиот отпад. Значи, во изминативе 9 години имавме така наречен партнер на градот кој што не вложи ништо и кој што сериозно го загрози капацитетот на Дрисла. Имам во предвид дека кога е отворена таа полусанитарна депонија, значи не е ни целосно еколошка депонија, затоа и вчера во текот на денот реков дека мојата прва цел ќе биде да видиме како можеме Дрисла да прерасне во првата санитарна депонија во нашата држава. Имавме партнер кој што не вложи ништо и всушност градот го задржа на ниво на средина на 80-тите години од минатиот век, кога е управувањето со комуналниот отпад во прашање. Сега ни се отвараат можностите конечно да можеме да направиме една добра стратегија за депонијата, да можеме да направиме една добра стратегија на управување на комуналниот отпад во нашиот град и Дрисла од место кое што предизвикуваше контраверзии, нејасноти во јавноста, да прерасне во место кое што мислам дека сите ќе го прифатиме како место кое што барем кога е делот од комуналниот отпад е добро место или место кое што е веројатно ќе бидат потребни дополнителни инвестиции за тоа да се случи. Веројатно да, Младен, јас не би сакал сега да прерано е навистина. Вчера ни се случи неформалниот дел да конечно после 9 години ја завршиме Голготата, да стане ново јавно претпријатие, нов капацитет. Денеска во Централниот регистар се заврши постапката за именување на вршителот на должност. Утре во 11 часот во мојата канцеларија е закажана и формално примопредавањето на должноста од досегашниот директор на вршителот на должност, пошто очекувам дека ќе отидат на лице место да и фактички се воспостави, да влеземе еднаш внатре. Ние можеби како град сме имале контрола на техничкото функционирање на депонијата, меѓутоа на фактичкото и што све се има случувано внатре во изминативе 9 години, не можеме да знаеме, тоа ќе биде примарна цел, меѓутоа паралелно, бидејќи 9 години се загубени, ние мораме заедно како држава, заедно како општество, заедно како институции и граѓански асоциации да го употребиме целокупниот научен потенцијал кој што го имаме како општество, како град,
да го изнајдеме оптималното решение за Дрисла и визави тоа оптимално решение потоа да извршиме финансиско димензионирање на проблематиката, па да видиме дали градот ќе може сам да влезе во таа работа, дали ќе може да влезе со помош на централната власт или ќе биде потребно да се отвори повторно некаква си постапка, меѓутоа по стандарди кои што се далеку поригорозни од она што ни се случуваше во изминативе 9 години, ценам дека депониите или погоните за преработка на комуналниот отпад, депонија можеби и грубо звучи во современа смисла на зборот. Имајте во предвид што знам дека во Виена ви е во центар на град. Во центар на град. Но веќе 2 години се извинувам сте градоначалник, а велите дека допрва ќе се прави стратегија. Се надевам дека во овој период размислувавте што после преземањето, бидејќи преземањето го најавивте пред уште 2 години. Моите размислувања и моите анализи може да излезат ирелевантни визави она што ќе го видиме и што ќе го стекнеме на лице место. Значи да, постојат размислувања, да, постојат анализи, да, постојат визии, меѓутоа дозволете дека најпрво би било волунтаристички и би било против се што се залага во изминатите 2 години како градоначалник, како ја сега ја кажаме, сега ја земавме Дрисла, утре вака ќе тераме, без притоа да имаме правата аналитика што всушност се случува, кои се реалните можности на тој капацитет. Јас веројатно ќе поразговараме вечерва, ќе фрлам еден нов предизвик на управување на комуналниот отпад на ниво на држава, што би значило Скопје како потенцијал, што би значило железничката поврзаност на градовите во нашата држава, што може би во овој момент се коси со стратегијата што има Министерството, меѓутоа се размислувања кои што вреди да ги направиме. И јас не зборувам за неограничен некаков си период, значи јас зборувам за период кој што не е подолго 6 до 9 месеци, за да можеме да излеземе сите заедно со една комплетно нова слика, нова потреба и нова анализа и конечно стратегија, ако сакате, за тоа што ќе имаме Дрисла. Среќен сум што многу напорно, многу трпеливо, многу принципиелно во изминативе 2 години и јас и луѓето кои што се со мене во градот ја работевме оваа проблематика и овозможивме нашиот град, нашата држава, ако сакате, да излезе од оваа голгота наречена постапка за избор на јавен приватен партнер, италијанскиот партнер, без можност да има финансиски правни последици нити по градот, нити по државата. Така што се наоѓаме на некаква стартна позиција као пред 9 години, а жал ми е што изгубивме 9 години. Мислам дека во текот на емисијата ќе се вклучи и поранешниот директор телефонски во студиото кратко да поразговараме за тоа што е сторено, бидејќи ти имаат своји аргументи, но одиме со Мазневска од аспект на државата и на она што се вели стратегија за управување и со тој отпад, но и со оваа депонија која што е клучно витално значење и за градот, меѓутоа и за поголем дел од државата, предпоставувам. Постои ли некоја стратегија која што е впишана во Министерството за да може сега да се разговара релевантно за тоа што ќе се прави во наредната година двета? Да, секако. За Скопскиот плански регион донесен е регионален план за управување со отпад и во тој план секако влегува и локацијата на сегашна Дрисла, каде што и се наоѓа де факто депонијата каде што се одлага отпадот од целиот Скопски регион и таа локација останува. Од сите аспекти е и подобна, меѓутоа од аспект на тоа што е инвестирано во меѓувреме, се разбира дека има уште многу работа. Би сакала да се надополнам, Министерството издаде дозвола за согласување со оперативен план, уште кога пред да се склучи тој договор за јавно-приватно партнерство меѓу градот Скопје и приватната компанија. Во меѓувреме, таму се пропишани во тие дозволи за согласување со оперативен план, даваат одредени рокови во кои што компанијата треба да ги исполни задачите за да биде на ниво на стандардна депонија. По склучувањето на договорот со јавниот партнер, таа дозвола се прошири, се додаде одредени активности кои што требаше да допринесат, се разбира, за подобро управување со отпадот во Скопскиот плански регион, но за жал не се исполнија условите од тој оперативен план. Со странскиот партнер зборувате? Она што е таму направено? АД Дрисла до моментот, до вчера, не ги исполни условите кои што беа пропишани во... Во кој дел потврли најмногу? Требаше да се инвестира во дел за третман на отпадот. Тоа е значи онаа селекција на отпадот? Секако.
секундарна селекција, третман на отпадот, па потоа депонирање. Имаше одредени инвестиции, имаше подобрување, се изгради мал третман на отпадните води, меѓутоа се уште останува поголемиот дел од инвестициите не беа реализирани. Кога ќе речете селекција на отпадот секундарна, мислите она што го зборува народот, што го велиме рециклирање, кое што понатаму тоа му ќе се проработува за да не биде онаков отпад. Така е. Затоа што во градот Скопје и во околните, да речем, општини кои припаѓаат во Скопскиот плански регион, на некои делови имаме воспоставено примерна селекција, тоа е комуналните предпријатија чија што задача е всушност да го собираат и транспортираат отпадот, меѓутоа тоа е недоволно. Најголемиот дел од отпадот што се собира и што оди на Дрисла е мешан отпад и таму требаше да има линија за секундарна селекција да се извлечат корисните фракции, а остатокот, она што не може, многу мал дел е она што не може да се искористи, требаше да се направи и постројка за третман на биоразградливиот отпад, да се добива енергија и така натаму. Се имате на веб страната објавен оперативниот план, може да се видат. Благодарам. На линија е веќе поранешниот директор на Дрисла, ќе ве вклучам за секунда за да можеме сега да го вклучиме него. Господин Ангелов, добра вечер и за вас. Добра вечер од мене, за TV24 и за сите гости во емисијата. Да, ги слушнавте веројатно дел од аргументите на градот и на Министерството за тоа што е направено, односно не е направено изминатите години, меѓу другото делот и аргументи беа искористени за раскинување на договорот. Како вие гледате на тоа и зошто, впрочем, не ги испочитувавте сите оние елементи кои што требаше да бидат испочитувани? Добро, договорот не е раскинат, тамо е поништена целокупната постапка, значи тоа е сосема различно, знае и самиот градоначелник. Веројатно имало основи да се раскине договорот и по други основи, не само како законска поништување законско на целокупната процедура и потоа претварање на Дрисла во јавно предпријатие. За мене лично најголем проблем, тоа и 100 пати го каже во сите медиуми, мислам, бидејќи сепак ја не сум странскиот партнер, јас сум извршниот директор кој го избрав странскиот партнер и представникот на градот Скопје. Сепак е управниот спор кој траеше премногу долго, еден управен спор кој трае 7 години, навистина ниту еден партнер, веројатно и ние како македонци, ако би требало да инвестираме некаде надвор, не би инвестирали и за мене тоа беше условно, јас имам чувство дека тоа е, иако имало работи кои веројатно можеле да ги инвестираат странските партнери, но не ги направиле. Изминативе денови вашето име беше поврзано во бугарските медиуми околу одредена афера таму, која што се однесуваше на увоз на наводен токсичен отпад, за кој што подоцна се испостави дека не бил токсичен, меѓутоа дека не биле запазени процедурите при увозот. Вие преку еден статус на социјалните мрежи објавивте дека тоа е своевидна хајка против вас. На што мислевте? Па некако се поклопија работите и секој би си го помислил тоа. Значи, во исто време се случуваше и промената и она што се случуваше, секој нормален, значи, имате вие случаи кога, не дај Боже, ќе направите многу потешки кривични дела како убиство, па се зборува со иницијали. Во Бугарија, веројатно знае и представничката на Министерството за животна средина Ана, се увезуваат стотици илјади тони отпад за согорување. Ако не се лажам, минатата година влегле скоро 1.000.000 тони. Има многу термоцентрали кои работат на РДФ, она што го работат во дел и во нашите инсталации за согорување, не зборувам за Дрисла во другите. И се направи таква една фама каде што ме обвинува, јас сум тамо 15% содружник, буквално не сум управител, не сум овластено лице, не сум подписник. Моето име беше искористено секаде, веројатно заради звучноста, поврзаноста со тоа што сум директор на неголемата депонија во Република Македонија. Дали Дрисла има увезувано отпад од странство? Тоа го повторувам 105 пат. Тврдам со мојата глава, со мојата чест, со се што имам. Како Горан Ангелов, не сум непознато лице, Дрисла нема увезено ниту 1 килограм и знае и самиот градоначелник, тоа го потврди
и Министерството за животна средина, тоа го потврди Царинската управа на Република Македонија. Ние имавме една истрага спроведена и од Управата за безбедност и контраразузнавање. Се сеќавате на оние 14.000 контењери кога беше она аферава пред 4-5 години. Така да таа точка е завршена. За мене лично, она што го кажа и пред малку градоначалникот, треба да се фокусираме на иднината, треба да се направи фабриката за селекција, треба да се направи трпењето на депонискиот газ, бидејќи депонијата Дрисла е зрела депонија за сериозно искористување на депонискиот газ. Оно што не го завршили делјаните, треба да го продолжи градот и тоа носи условно земено повратна инвестиција, така да сигурно градот ќе најде кост-бенефит анализа да си направи за да го продолжи оно што не е завршено од страна на досегашниот партнер. Според вас, ова да речеме како последно прашање, колкави инвестиции се потребни во тој сегмент за кој што сега зборувате во преработката на отпадот? Па самата фабрика за селекција на отпад, само ќе ви кажам, Софиската чинеше околу 180 милиони. Скопската, она што го предложија и германците, и италијаните, меѓу 20 и 25 милиони евра. Трпењето на депонискиот газ и производството на околу 2 мегавати електрична енергија, која е спонели зелен код, кошта меѓу 2,5 и 3 милиони евра. И да не ја заборавиме пречистителната станица, која, да кажеме, за наша среќа, од она што беа прелиминарните проекции од 3 милиони, сега паднаат цените во тој сектор и може да набавите за околу 1 милион. Значи, некаде околу 25 милиони евра, но сепак станува збор за инвестиција, нели, која не се влегува веднаш во инвестиција, туку се прави еден долгорочен план за инвестирање, кој треба да се реализира што е можно побрзо во смисла на градежните активности. А од плаќањето на финансиските средства е друга работа. Благодарам, останете уште малку на линија, да немате некоја дополна на ова што беше кажано од господинот Ангелов, пред се, бидејќи бевте спомнати и па не, значи не би имал ја што да дополнувам на крајот на денот. Моето лично мислење, тоа го имам кажано и на поранешниве партнери, е дека не вложувањето, односно исполнувањето на договорот за кој што било избрани, само ќе ја усложнил постапката на потенцијалното раскинување или долготрајноста на таа управна постапка што спомена господин Ангелов. Значи, јас во тие разговори што ги имав уште кога дојдов за градоначалник со собствениците на италијанската фирма, ги прашав, мене ми е нејасно зашто ви не ги инвестиравте парите. Дури тогаш ќе беше дефинитивно многу потешко или невозможно ако не си го исполнеа својата обврска од договорот, да тој договор тогаш веројатно немаше ни да сакате да ги да биде раскинат. Значи, сега тоа е оправдување, ја мислам, моето лично мислење, мојот личен впечаток без оглед на се е дека станува збор за несериозен партнер на градот, кој што нити го имал знаењето, нити потенцијалот да може да го реализира она што го превземал или она за кое што конкурирал. Дали се такви цифрите или не се во смисол на потреба од инвестиција, допрва ќе инвестираме, ќе утврдиме. Она што требало да го инвестираат по потенцијалниот договор што го има потпишано беше сума од 70 милиони евра. Што значи многу поголема од оваа што беше спомената од страна на директорот и по основ на таквите инвестиции биле веројатно избрани. Има и некои други мотиви за кои што јас се сомневам, меѓутоа не е мое да го кажувам, зашто тие биле потенцијален партнер на градот и со нив бил склучен договор, меѓутоа да го оставиме минатото, тука дефинитивно се сложувам, ќе влеземе внатре. Јас не сакам да верувам дека има нешто сомнително, криминално во смисол на складирање на отпад во депонијата. Едноставно ќе ги утврдиме тие чекори, градот има сектор за внатрешна ревизија, ќе ги испитаме и финансовото и целокупното работење ќе го испитаме влезот, ќе видиме кои фирми влегле, кои адвокати биле ангажирани, колку средства биле плаќани, зашто да речам моите сознанија се дека Дрисла плаќа 10.000 евра месечно за адвокати, а трагично е да знаете дека околу 200.000 евра би не коштала сепаратерката која што ја нема на почеток, тоа е од прилика. Значи, тројцата адвокати што ги плаќа Дрисла, година и пол дена да не ги плаќала, ќе имавме
сепаратерка како почетен еден стадиум, што е приоритет во трошењето на јавните пари. Добро, Зашто благодарам. сепак таму се јавни пари. Да. Ама тоа се веќе разлики во концептите и всушност затоа сме едните на една, другите на друга страна. Добро, само уште едно дополнително прашање до Ангелов, доколку е на линија. Стравувате ли од оваа ревизија што ја најавува градоначалникот Шилегов во финансиското работење на Дрисла? Не, воопшто. Па ние веќе 2,5 години сме под условно земено финансова полиција малте не секоја недела во просториите на Дрисла. Еве, како и самиот градоначалник знае, сигурно го информирале и одредени други структури, управа за јавни приходи, така, околу финансиското работење воопшто немам, амо баш никакво стравување. Она што го кажа господинот Шилегов, значи се е во законот, во законските рамки, дали требало да биде тоа така или требало да се вложи, сепак тоа е концептот, што го кажа истиот. А оние трошоци за адвокати од 10.000 евра месечно што се споменуваат? Па тоа сигурно ќе го обелодени кога ќе влезат, ќе си ги кажат кои биле адвокати, како биле адвокати, значи не би било сега умесно јас да го кажувам тоа, така? Добро. Добро. Во секој случај ви благодарам за Ви благодарам ова и вам. учество во емисијата. Би сакал да ве вклучам вас, активистите кои што подолго време го следите целиот овој случај практично и работењето на Дрисла. Јовановски, мислите ли дека има капацитет Дрисла да прерасне во вистинска квалитетна, да речем, депонија? Па сега не е до Дрисла, нели, до градот, значи дали градот има капацитет. Да појаснам, само станува збор, значи, за два сектори. Едниот е индустрија, каде што подлежи под закон за индустријски емисии, кој што подлежи РЕК Битола и УСИЕ, значи како индустрија, и Дрисла е индустрија. И тие индустрии треба да добијат интегрирани еколошки дозволи А, со кои што треба да ги регулираат сите медиуми. Че збориме за воздух, почва и вода. И директор спомна пречистителната станица. Во Дрисла нема интегрирана еколошка дозвола. Значи ова е според индустријата и законот за индустријата. Отпадот ќе збориме посебно. Значи индустријата збориме. Првиот приоритет треба да се инвестира за да се инсталира технологија која што ќе дозволи да Дрисла биде индустрија која што загадува во дозволени рамки. Значи секоја индустрија загадува, овие закони само регулираат до кој степен ќе загадуваат. Како што можевме да видиме, Дрисла инсталираше филтер 200.000 евра или колку беше на оджакот и во 2018-2019 се покажа дека не загадува над дозволеното, односно не загадува над 50 мг. Тоа е 2018-2019. Законот за индустријски емисии почна имплементација април 2014. Значи, прашањето клучно во Законот за индустријски емисии и индустријата е од 2014 до 2018, од кога ставија филтер за воздух, колку се загадувал, збориме еден медиум, воздух. А што се случува со водата и со почвата и технологиите кои што треба да се имплементираат таму, за да се намали негативните влијанија врз животна средина. Значи, првиот приоритет треба да биде исполнување на тие услови, инвестирање во технологија за добивање интегрирана еколошка дозвола А според Законот за индустријски емисии. Вториот сектор е отпадот. Значи, за Дрисла да биде успешна, треба да има доволно количина и ресурси и суровини, што ќе биде профитабилно и со тој профит да реинвестира и така натаму. Во секторот отпад, кај нас веќе со децении е нефункционален од аспект на неформалноста на самиот отпад и незнаење на од каде ни доаѓа отпадот. А зошто е тоа така? Поради тоа што до 90% од све што се рециклира е донесено од неформалните ги викаме собирачи на отпад кои што може да ги видиме во нашето секојдневие со децении. Значи со децении управувањето на отпад е нелегален, поради тоа што според законот треба да се евидентира од кај ни доаѓа отпадот и треба според тоа да кој ги организира овие неформални? Они си се предприемачи. Они сами си се организираат и работат Каде го даваат отпадот? Каде го ги организираат институциите? Ако може да дообјаснам само, значи со собирачите да разјасниме тоа што нејасно е малку. Зошто е неформален? Поради тоа што собирачите одат кај рециклаторот кој што има дозвола за складирање, тргување сега. Тоа се фирми. Тоа се отпаџи ги викаме ние во нашиот, али тоа се фирми кои што имаат добиено дозвола од Министерството за тргување
со отпадот. Собирачите одат кај рециклатори, ќе ги наречеме рециклатори. Значи јас ја земам пластиката, одам кај рециклаторот ми плаќа на рака. Он во транспортниот формулар, рециклаторот кој што пишува, значи ние треба да знаеме од каде ни доаѓа отпадот. А собирачот го зема од разноразни контейнери, од кај што ќе ги најде и така натаму. И затоа имаме, значи целиот систем на отпад е на рака и не знаеме од каде ни доаѓаат податоците. И сега, ако Дрисла сака направи анализа, ќе прави анализа врз база на податоци од кои што не знаеме од каде ни доаѓаат или врз база на податоците што општините ги даваат не во целост, до 50%, односно 30% од општините даваат податоци според закон за извештај и податоците што ги даваат општините се врз база на контейнерите што нивните јавни комунални предпријатија ги собрале. И викаат граѓаните или домакинствата собираат толку и толку. Но во контейнерите не ставаат само граѓаните, ставаат и фирмите. Ако барем јас сум видел фирми идат ставаат во контейнери. Значи треба многу голема работа на податоците за да може да се направи основна feasibility студија која што ќе држи вода за да се направат инвестициски планови. Значи едно клучно прашање е формализација на собирачите, друго клучно прашање е податоците, трето клучно прашање е комунална хигиена, кога збориме за град Скопје. Че град Скопје и комунална хигиена, доколку не направи синхронизирана стратегија, комунална хигиена и град Скопје, односно комунална хигиена, си е посебен свет сам за себе. И сега град Скопје исто. И сега треба да се синхронизира. Значи третото клучно прашање, собирачи податоци, третото клучно прашање е комуналната хигиена, поради тоа што тука има треба да се направи систем за селектирање во домакинствата кој што треба да се размислува на еден таков начин за принципот на циркуларна економија, реупотреба, рециклирање и селектирање. Комунална хигиена пријавува амбалажен отпад 3 пати помалку од прилеп. Значи како може прилеп да прави 3 пати повеќе отпад од Скопје? Амбалажен. Зборам за амбалажен отпад. Тоа е невозможно, зборам логички разум. Значи нешто се случува каде што не знаеме. Значи според мене од секторот отпад ми се тие три клучни прашања: собирачи, податоци и комунална хигиена. Од кај се неформалните, јас кажав, кои ги организира? Ги организираат институциите заради недоследно спроведување на законските обврски кои што ги имаат. Тоа треба да биде јасно, гласно, децидно кажано, односно нефункционалноста на институциите. Често зборувам дека овој град, особено кога е комуналната хигиена и функционирањето на комунална хигиена во прашање, е действие кое што се одвива по инерција од средина на 80-тите години од минатиот век. Она што го правиме меѓу време, лани почнавме дел да го имплементираме, година ќе бидеме и да речам сериозно повидливи со крајна цел примарната селекција да ја врши секој домакинство, а секундарната потоа да ја презема депонијата, тоа ќе имаме влезните податоци онака како што зборувате. Годинава започнавме за прв пат онамо кај што имаме индивидуално станување, тоа е во населба Влаје, пилот проект да видиме како тоа ќе ни функционира во 500 домакинства во Влаје, каде што во куќи живеат луѓето, поделивме по 2 канти како примарно да ни се дели суфи, така да речем, влажен отпад. Значи по 2 канти во секое семејство, а сме веќе некаде во позамашна фаза на анализи и потоа набавка на соодветна опрема, за да можеме да го третираме комуналниот отпад на сосема поинаков начин во колективните стамбени единици, односно во зградите. Но за тоа ќе треба да има и соодветен капацитет каде тој подоцна ќе се преработува. Сега нема. Апсолутно да, ама сега, знаете, стартната точка мораше да ви биде Дрисла. И тоа е нешто што ние сакали или не сакали мораме да го правиме и на крај сме на тендерската спецификација, пошто не можеме да ги обрзаме некои работи и да сакаме на крајот на денот, тој е градот, толкав е буџетот, не можам ни ја да направам преоптоварување на буџетот на градот и се да направам во 1 или во 2 години колку што сум градоначалник. На крај е разработка на текстот на правилникот за комунален ред на град Скопје и техничката спецификација за набавка согласно тие измени кои што ќе ги направиме. Крајната идеја е сите правни субјекти, по зависност од нивната големина, мали и големи продавници, ресторани, кафичи,
кои што сега отпадот го фрлат кој каде стигне, добија задолжение и во рамки на капацитетите кои што ги имаат како стопански субјекти во рамките нивни да имаат најмалку 2 до 3 сада за различен вид на отпад, значи зборуваме за канти од 240 литри, не 110-ките што ги имаме дома, и да склучат посебни договори со комунална хигиена за посебен вид на отпад кој што го продуцира тој правен субјект, за не ни се случај, не знам, книжарите да не ги пунат со картони контейнерите, кафаните да ни пунат со храна контейнерите, него они да ќе си имаат обврска согласно правилникот што го работи градот. Годинава таа ќе биде, да речем, условно кажано, големата новина која што ќе ја воведеме во рамките на работењето на или обврските на крајот на денот што ќе ги имаат сите правни субјекти, и чекор по чекор, како што велам ја, да влегуваме во еден сосема поинаков квалитет и третман. Крајната идеја и цел е некаде што дел да започнеме годинава дел наредната година да започнеме со примарна сепарација на отпадот во домакинствата како обврска, и очекувам дека со Бирото за јавни набавки утре имаме состанок, бидејќи имаме едно малку нестрикно решение што ни го прават на концептот на Smart City, таму кај што сакам да влеземе посериозно да го дигитализираме градот, во делови градот како пилот, како старт да направиме дигитализација на садовите за отпад, а тоа значи дека во секоја зграда ќе склучиме договори со куќните совети, секој станар ќе си има свој токен, да го кажам, кај што ќе може да го отвори контейнерот кој што исклучиво ќе припаѓа на таа зграда. Добро. Сега тоа се малку покомплексни работи, за жал ова се поинакви размислувања, тоа што сега не си има случајно, и после ќе треба да го обезбедиме пристапот на возилото за подигање на тие контейнери. Меѓутоа, градот поставува дигитална платформа и ќе започнеме пилот програма во која што во секое време ќе знаеме кој човек го отворил контейнерот, колкава е количината на отпадот што е фрлил и каков е типот и видот на отпад кој што фрли, мајќи предвид дека ќе ги видат набрзо граѓаните на улиците оние контейнери нови, скрос нови кои што ги имаме обезбедено, кои што ќе обезбедат и таква една сепарација во самиот сегмент. Целосно една нова програма ќе може да биде видлива. Јосифовски, ова се некои решенија кои што сега се нудат. Вие исто така го следите овој проблем. Дали се доволно добри или доволно квалитетни? Може ли да се имплементираат овде? Доброто е што последниот пат кога бевме во вашата емисија 2018 година, конечно градот ја доби дрисла и мислам дека тоа е добра појдовна точка. Но следното нешто е да се всушност да се направи една ревизија на постоечкиот план за како дрисла треба да се развива, бидејќи ако една несреќа е тоа како претходно се водеше таа депонија 9 години, другата несреќа е што и самиот план всушност и да го инвестира беше сам по себе лош, бидејќи во него содржи согорување кое што воопшто не ни е потребно во котлинава во која живееме и во која што загадувањето е исклучително големо. Мислам дека решенијата на планот како да се развива дрисла, кој што се уште нема нов план, се стари решенија кои што всушност повторно ќе настават да бидеме на дното по тоа како ние се однесуваме не кон отпадот, тоа е всушност се ресурси. И мислам дека тука сериозно треба да се направи еден целосно нов план, бидејќи не е само на брзина да се направи нешто и да се вложат милиони и милиони евра, ако на крајот граѓаните бидат тие што ќе ја платат високата цена. Тука се работи пред се, мислам дека при таа ревизија на планот треба да се мисли на здравјето на граѓаните. Тие согорувачи кои што се планирани за дрисла и се надевам дека ќе бидат исклучени од самиот план. Моментално делот индустријските поголеми субјекти во Скопје веќе користат такви согорувачи кои што директно влијаат врз нашето здравје. Градоначалникот ја спомна депонијата или всушност тоа е согорувалница во Виена, која што сите зборуваат каква е таа прекрасна, не се гледа, нема загадување од неа, но последните анализи што се правеа минатата година покажаа дека директно влијае врз појавата на рак и проблеми со плодноста кај жените. Согорувањето Таа во Виена. А сосема друг е концептот кој што го има Љубљана, каде што се оди на концепт на нула отпад, се поддржува рециклирање, селекција, компостирање, реупотреба на отпадот. Всушност, на тој начин се
како да кажам, се штити здравјето на граѓаните, не се вложува во технологија која што е загадувачка и која што е скапа и која што сите ние треба да плаќаме да се одржува и треба да бидеме всушност во рацете на целата согорувачка индустрија во иднина, бидејќи тие само чекаат да му продадат некого такви машини и обично наоѓаат во вакви држави погодни личности кои што се нафаќаат на такви зафати. И најголемиот проблем е што повторно не се земаат во предвид неформалните собирачи на отпад. Просто е неверојатно како во земја во која што имаме 3 до 5 илјади луѓе кои што директно живеат од тоа најсоцијално загрозените граѓани, сами си нашле начин како тоа да го решат сопственото социјално прашање и на најеколошки начин го решаваат проблемот. Значи тие со своите точаци во најголем случај го превземаат отпадот, ниту им се потребни дигитални бројачи, ниту им се потребни не знам какви возила и за што подигнување. Едноставно што беше потребно што го имавме во нашиот план уште 2017 кога го предложивме, значи градот е потребно да направи сериозни мерки за поддршка и оформување на социјално претпријатие кое што ќе врши оваа услуга, дали заедно со комунална хигиена или слично, понатаму да најде мерки со кои ќе се потикна граѓаните да го селектираат отпадот. Без тоа џабе за било што зборуваме. Значи, дали сад на крајот на денот граѓаниот сака да знае, добро, ако го селектирам отпадот, дали ќе ми се намали можеби таксата што ја плаќам? Дали ќе добијам, не знам, можеби ѓубриво за цвеќињата? Значи, многу е битно што граѓанинот ќе добие од сето тоа. Се плашам дека на крајот на денот ќе добиеме скапа депонија, која што сите ние ќе ја плаќаме, ќе има загадување и поголемо загадување од сега, посебно кога согоруваме отпадот, и ќе изгубиме многу работни места и тие граѓани што сега живеат, а тоа се 3 до 5 илјади граѓани, што истите ќе прават? Дали тие може ќе треба да се обвртат и да бидат во криминал или слично? Мазнавска, да, би сакал вас да ве прашам тука, постои ли некоја стратегија во Два пилот проекта, во ред е идејата и хумана, и као градоначалник два пилот проекти имаме во кои што се обидуваме да ги, условно кажам, униформираме или формализираме неформалните собирачи, верујте ми, невозможно е. Меѓутоа треба да знаеме дека постоењето на неформалните собирачи на оваков начин и облик па креираат она што денеска ја го чистев, а тоа е дивата населба под Митрополија под Кале. И дека таквиот тип и начин или стимулирање или толерирање на таквиот начин на функционирање пак ни раѓа под Кале, кај Керамидница, на Вардариште, под Железничка, поинаков тип на проблем, кој што е пак проблем. Не знам сега, значи денеска ја бев со колеги ваши новинари тамо, тоа го започнавме во на големата акција за чистење што ја правевме во декември месец. Не дозволуваме сега повторно да се насели тој дел од градот, меѓутоа верувајте ми, неколку градежни фирми кои што се општествено одговорни, кои што ги замолив да учествуваат во таа акција, веќе втор ден преку 500 кубни метри смет имаме собрано и имаме уште најмалку 10 дена работа за да кажеме сега ова е чисто. Значи тој дел, односно формализирањето на неформалните собирачи на ѓубре на отпад е еден сериозен проблем кој што да, они примарно за себе обезбедуваат социјална заштита и за своите семејства, меѓутоа креираат проблеми кои што па ние правевме цел систем овие 2 години, а тоа е справување со така наречените огнови на отворено. Да не ви кажам колку за среќа неизгорени должни метри кабли најдовме, колку гуми најдовме токму на овие места. И мислам дека ние ќе треба да го најдеме балансот. Јас се сложувам дека треба као институции да се грижиме за социјалниот момент на овие луѓе. Јас имав отворено, пак кажам, 2 типа на проекти ги работевме како потенцијален рол модел да изработиме како да се справи. Да, имаше и работна група и се, меѓутоа за жал не успеаме во тој дел. Луѓето едноставно својата слобода или оние чувствуваат како своја слобода, не сакаат да ја жртвуваат за сметка на работен ангажман и сериозно работно место во рамки на градските институции. Мазнавска на ниво на Министерство дали за ова разговарате и комплетно практично за начинот на селектирање на отпадот и на собирање на отпадот, пошто очигледно не функционира на начин на кој што сите би сакале да функционира.
Еве накратко да Еве ја појаснам. спомнавме Виена, министерот доаѓа од Виена, можеби може да донесе некој искуство таму. Јас би сакала колегата само Сифовски да го прашам податоците и референциите од каде ги добил, многу ме интересира да ги прочитам. Не сум многу убедена, морам да ви признам по тоа што го кажувате и многу е важно кога нешто ќе цитирате да знаете точно извори од каде ги кажувате овие податоци, зашто е навистина несериозно да обвините вие една се инсталација дека таа предизвикува не знам какви болести и така натаму. Нека одговори веднаш, па ќе продолжите. Ако може, Да, ќе го споделиме подоцна, нели? Да, ќе може да го споделиме. Мене ми е навистина Изворот. жал што институциите не ги следат трендовите и најважните анализи кои што треба да бидат за наша заштита на здравјето. Впрочем, Нула отпад Европа како една најважен партнер на Европската унија за справување и решавање на проблемот со отпадот во Европа и заедно со Глобалната асоциација за борба против инцинератори Гаја, на нивните истражувања покажа дека виенската согревалница или инцинератори влија директно негативно врз здравјето на граѓаните. И од друга страна чини многу пари се до тоа да се одржува, ги согорува ресурсите, намешно да ги искористува за потикнување на економијата, така што јас се надевам дека ние нема да тргнеме во тој насока и впрочем ми е многу драго што ети Европската унија во нивните политики кои што сака да ги спроведе во наредните 5 до 10 години, согрувањето всушност се има намера и да се даночи и да се укинат субвенциите кои што сега постојат за овие инцинератори. Многу е жално ние на Балканот да зборуваме за согорување кога Европа веќе отиде во друг век. Мазневска, само ве молам нека се вклучи, после ќе ве вклучам. Ве молам, градоначалниче. Мазневска, дали сте задоволни од одговорот што го добивте ли? Да, добро. Не зборуваме за Би ни согорување. требала друга емисија Јас и во за ова текот да на вчерашниот ден се надевам дека и вчера изјавата моја се трудела да биде што е можно попрецизна и денеска да речам во одговорите на новинарските прашања кажав, значи имаме општествен проблем, а тоа е недоверба во институциите. Точно. И тоа е сериозен општествен проблем кој што ние што ги водиме институциите можеме да го надминеме ако и само ако исклучиво соработуваме со сите заинтересирани асоциации и граѓани. И јас и во текот на вчерашниот ден, дали е оправдана, дали е неоправдана, јас верувам дека е оправдана затоа што некако, еве, Дрисла стоеше фама 9 години. Ама фама. И да сака и да не ќе човек ќе се посомнева. Затоа и во текот на вчерашниот ден и процесот сега од утре кој ќе влеземе во Дрисла ќе бидеме заеднички во анализите. Ние кои институции, граѓанските асоциации, секој е добре дојде во таа работа со цел да заеднички утврдиме кои се најоптималните решенија за градот и за самата депонија. Да ги утврдиме најсовремените технологии. Да, но добро, еве, веќе се кажуваат одредени модели. Значи сега таму само се складира отпадот, ниту се согорува, ниту се уништува, ниту се преработува. Они се и двајцата сведоци дека во овие 2 години ние како институција и асоциациите кои што припаѓаат имаме базична соработка. Така не можеме да речеме дека немаме никаква. Јас сакам да отидам Не имплицира тоа. Чекор сакам зборуваме да ги најдеме на најдобрите можни решенија или да ги отвориме кои се. Сакам да отидеме чекор понатаму и градот и Дрисла да ги отвориме во овој процес и заеднички да утврдиме што е добро за градот и што е добро за Дрисла како капацитет и како такво нешто да започнеме со негова имплементација. И реков дека тоа ќе очекувам дека ќе го направиме во наредниве 6 до 9 месеци и потоа да излеземе заеднички со концепт затоа што не е добро нити за градот, нити за неговите граѓани, нити за граѓанските активисти, ако во тој процес повторно се роди некаков сомнеж. Во таа работа мораме да бидеме сите заедно. И од таа работа мора да го извадиме успехот сите заедно. Затоа што се работи за нашиот град, за животната средина наша, која што сите живееме. Дека има економски потенцијал во отпадот и тоа како има. Отпадот е сериозен бизнис. И тоа како има. Зошто не се искористи во функција на јавните добра? Мојата проценка, анализите што ние ги правиме е дека само заради немање на базична селекција на отпад, пластика, стакло, хартија, овој град губи 120.000 евра месечно. Или на ниво на година тоа би се цирка 1.400.000 евра загуба. Само заради тоа што не сме креирале во изминативе 30 на години основни политики. Ајде сега конечно дојдовме до point zero и да почнеме заедно да градиме нешто што едноставно го немало. Повелете.
Добро, согорувањето е предпоследно од сите опции што идат за управувањето со отпад. Значи, ако на темата инценератори и согорување. Као што реков, Европска унија и принципи на циркуларна економија, без разлика Европска унија или не, ние сакаме да одиме во таа насока. Принципите се следни. Први е превенција на отпад. Второ е реупотреба на отпад. Трето е рециклирање на отпад. И тука треба да застанеме, бидејќи тука има најмногу економски активности вработување. Тоа што сега Европска унија се освестува, инвестицијските банки се спречено и одначување и финансии, се последните две се согорување и депонирање. На овој начин кој што ние имаме Значи сега. треба најмалку да депонираме и тоа е најмалку депонија. Значи некој ќе почнеме размислуваме тоа дека е центар за управување со отпад, тогаш е различно размислување. Значи најмалку е депонија, последната опција е депонија. Пред депонија е согорувањето. Согорувањето инвестицијските банки, значи European Investment Bank, ги скрати инвестициите за сите инценератори на Европска унија. Зошто? Поради тоа што се коси со принципите на циркуларна економија и пакетот на циркуларна економија на Европската унија што ги помина во контекст на стимулација на реупотреба и рециклирање. Ево уште еден податок од Европската мрежа за реупотреба. За 10.000 тони, еве баш го имам и тука запишано. За 10.000 тони отпад, ако се согорува, имаме едно работно место. 10.000 тони отпад. А 10.000 тони отпад, ако ги земеме да ги реупотребиме или рециклираме, се добива измеѓу 300 и 800 работни места. Значи 10.000 тони едно работно место, 10.000 тони меѓу 300 и 800 работни места. Значи реупотреба и рециклирање е приоритетот и фокусот кој што треба да го фокусираме. Согорување инценератори ние ќе бидеме против, поради тоа што, како што реков, индустрија загадува. Ти не можеш. Тоа е индустрија. Затоа има закон за животна средина што регулира индустријски емисии. Доколку ти можеш да загадуваш. Тоа значи штом загадува, ние во старт не сакаме него да видиме што може да се реупотреба, рециклира и да се превенира. И тука доаѓаме до другите суштински прашања. Реупотреба и рециклирање. Како да го стимулираме народот, граѓаните да селектираат. Ние во истражувањето 2017 што го правевме во градот Скопје беше истражувањето, го имаме споделено на Министерството за животна средина за јавно мислење за граѓаните за селектирањето на отпад. 2% од граѓаните селектираат. 2% селектираат 2017, а 75% повеќе би селектирале доколку имаат некоја корист од тоа. Сега што би можело да е користа од тоа? Значи први мораме да знаеме дека за да имаме модерна санитарен центар за управување со отпад, комуналната такса ќе мора да порасне. Значи ние имаме преевтини комунални такси, иако сум граѓански активист и сум јас нели за да се подобри животот и квалитетот на граѓаните, за да можеме да го подобриме животот и квалитетот на граѓаните во управувањето со отпад, мора да бидеме свесни дека во иднина комуналната такса ќе порасне не само за оваа скопска регионална депонија, туку и за сите регионални депонии што се во другите планирани центри. Комуналната такса значи како да ќе порасне. Што може да се направи системско решение за да се стимулира селектирањето за граѓаните да има некоја корист? Тоа е промена на методологијата на пресметување на комуналната такса. Промената на методологијата, значи сега моментално плаќаме по метар квадратен, пример 100 метри квадратни живеам, и плаќам според метар квадратен. Значи така е наплат комунална хигиена и јавните комунални предпријатија. За да стимулираме народот да селектира, методологијата која што користи Европска унија во многу земји е плаќање по создадено количество отпад. Значи колку јас создавам отпад, толку ќе плаќам. Че колку имам во црната кеса, ако имам една црна кеса, плаќам една цена, ако направам 5 црни кеси, ми се пута 5. Поентата е да го селектираме пластиката, хартијата, композитот и се тоа што може да се селектира и од тоа нема да се наплаќа, него ќе се наплаќа само тоа што ќе треба да се депонира, односно ќе треба да отиде кај дрисла. Тогаш ќе почнеме да размислуваме што купуваме, колку купуваме, па дали го купуваме тоа се селектира или не, ако се селектира ќе го земам. Ако не селектира нема да го земам, дека ќе му иде црната кеса. Значи промената на методологијата по создадено количество отпад вклучува дигитализација и е напредна технологија, но треба и комунална хигиена да се значи прв чинител за тоа да се согласи се јавните комунални предпријатија, не само комунална хигиена, зборам и сите јавни комунални предпријатија. Да променат методологијата на пресметање на комуналната такса за стимулираме селектирање на отпад и помали комунални такси на крај на денот, иако кој што реков во иднина ќе треба да се зголемат. Па не, ама тој е дел од концептот. Са јас напоменав неколку работи, веројатно препознавате она што го зборувам и во кое што сакам да го внесеме градот во наредниве 2 години, барем да го внесеме на почеток. Тоа е процес што ќе трае 10 години, да не се разбереме лошо, мислам, дека нешто ќе ни се случи преку ноќ, меѓутоа многу е добро да започнеме. Ако започнеме да го дигитализираме градот, а тоа е битна компонента,
Ако влезете, ги има современи системи на полуподземни контейнери, што можете да ги ставите наблез пред секоја зграда и кој ќе го отвори контейнерот, кога знаете каква количина на ѓубре фрлил, колка е таа количина, визави тоа ќе можете да воспоставите ценовна политика, врзан е тој систем и да го смените функционирањето на комунална хигиена. Потенцијалот ние, за жал, сме испуштиле многу на назад, сега влегуваме во осовременување на таа работа и така ни се случи, која што кажем често чекор по чекор, значи не можеме за жал одеднаш и да букне низ цел град. Идејата е дека колку и да звучи во моментов на некому и смешно, а верувам опозицијата ќе го користи ова за да биде смешно, Скопје да стане град без контейнери. Можете да замислите на Скопје да нема контейнер на јавна површина. Зошто контейнер на јавна површина е повик, бутајте унутра, кој што ќе стигне. А зошто ги ставивте токави огромни контейнери ако тоа ви е визијата? Затоа што мислам пак треба да биде во чекор со визијата, не може да. Да, ама не можете вие да го бајпасирате периодот на начин на кој што се бајпасираше. Или како што постоеше. Кај нас постоја лимени контейнери кои што ги произведе ЕМО Охрид. Не, разбирам за обновување на инфраструктурата, али обновувањето на инфраструктурата можеше да биде у насока на вашата визија која што ја спомнавте, а тоа значи селектирање на отпад и полека дојдеме кон нула контейнери, а не контейнер колку студијал. Контейнерите што ги имаме поставено се да се субституира, дело што можеби не го знаете, потребата на градот Скопје е за некаде околу 6000 контейнери од 1,1 кубен метар. Тоа се мали лимени на кои што сме навикнати. Јас кога дојдов за градоначалник, градот имаше во оперативна употреба 4370. Значи, ние сме имале недостаток од околу 1800, купивме 600, од овие по 3,2 и сега го имаме пуниот капацитет. Ме разбирате, значи сега ја морам дека имаше потреба, само сакам да кажам, мора да има кохерентност со зборувањето и со тоа што сакаме во иднина да го направиме. Вака, значи прво морате да го решавате, морате две работи се на градоначалник. Првата е да го решавате дневниот проблем. И ја реков дека е подобро да го решиме на еден многу поинаков начин од она што сме го имале. Кажуваме, ЕМО Охрид произведува 85-та година овие лимени контейнери и никој не размишljал дека треба да ги смени. Не функционални се, прљави се, никој не кеше да ги отвори, никој не кеше да ги затвори, никој не кеше да ги пипне. Освен собирачите. Освен собирачите и никој не размислил од што ја знам, од 90-та година до лани, до средината на минатата година, дека тоа може да се организира на еден поинаков, покултурен, на крајот на денот по-фенси начин. Ова што го зборуваме и што го разговараме, делот тие работи полека започнуваме, ви кажувам, го менуваме правилникот за комунален ред, го завршуваме тоа, започнуваме од правните субјекти што се сериозни генератори на отпад, па тука ќе започнеме со поинаква ценовна политика визави ова што го имаме. Основата што ми е многу мило и драго е дека вчера конечно ја воспоставивме, а тоа е превземање на капацитетот. Ако немате дрисла, не можете да креирате комунална политика. Од вчера натаму или наваму, за среќа овој град веќе ќе може да креира комунална политика. Ова е прв пат да зборувам вака отворено за овој тип на проблематика како што сум градоначалник. Значи се размислувало и се работи нешто, ама потенцијалот веќе конечно го имаме. Мазневска, размислува ли државата за инвестирање посериозно во овие капацитети на дрисла, со оглед на тоа мислам дека 80% од јавните претпријатија на градот се во загуби и не предпоставувам дека комунална хигиена не е во загуба. Беа во изминатите години сериозно финансиски ги подобривме работењето. Сега е во добивка? Да. Добро. Но секако таа не може да обезбеди нови инвестиции, барем не може, во овој сегмент во кој што ние зборуваме. Што државата може да направи тука? Ако може да ја прашаме. Ќе ги прашаме за на 29 имаме кредитно задолжување на Совет на ВМРО токму за рекупување на нова опрема и техника и камиони за комунална хигиена, затоа што излеговме финансиски на една посериозна. Добро. Посериозно ниво. Прашањето беше дали на централно ниво се размислува, нели? Генерално управувањето со комуналниот отпад е обврска на локалните самоуправи. Меѓутоа, бидејќи во изминативе години се покажа дека освен градот Скопје е сепак најбогатиот плански регион, нели Скопскиот плански регион во државата, не само градот Скопје. Ние имаме уште 7 други региони, општините немаат доволно капацитети да сами може да го воспостават овој систем.
она што го испланиравме како регионален пристап, затоа што имаме секогаш економија на обем прашање. Треба да имате доволно количини на отпад за да тоа биде поевтино нели управувањето и така натаму. Сега сме во фаза да владата изнаоѓа средства, да обезбедување на средства за да може да се воспостават овие системи. Значи воспоставањето значи да се изградат оние основни неопходни инсталации за соодветен третман на комуналниот отпад, кои понатаму се разбира би се развивале и би биле на управување и понатаму на локалните самоуправи. Дали тоа ќе биде Какви се тие инсталации? Дали ќе успееме да обезбедиме 100% грант, тоа е многу тешко, не верувам дека ќе успееме. За колку инвестиција зборуваме? Имавме добар пример со источниот и североисточниот плански регион, каде што обезбедивме грант средства преку ИПА фондовите, 85% е грант, 15% ги плаќа владата. Се работи за инвестиции, зависно од регион во регион, од 26 милиони до 36 милиони евра, што тоа вклучува исто така многу важно, затоа што цело време расправаме со бројки, големи суми зборуваме, многу е важно да се знае, ова се основни минимални услови што треба да бидат исполнети за да овие инсталации добијат дозвола. Значи, за да некоја инсталација добие дозвола, таа треба да исполни одредени минимални услови. Тоа значи дека ова е минимум што треба да се инвестира за да утре овој систем не загадува или не предизвикува вакви последици по животната средина и здравјето на луѓето, како што е тоа сега случајот. Во овие милиони влегува и набавка на возила, затоа што е многу важно вие и да изградите една инсталација ако отпадот не ви завршува на тоа место, а имаме случаеви и во градот Скопје се случува, ги нарековме диви депонии веќе некако традиционално, тоа се сметилишта, буништа, како сакате да ги наречете, нелегално отстранет отпад. Се знае отпадот дека треба да оди на една локација, тоа е локацијата која што е одредена од градот Дрисла, за депонирање во овој момент, бидејќи тоа е најевтината варијанта, не е најдобрата, се согласувам во дел од коментарите со Антонио, точно е дека депонирањето е најнепосакуваната опција во таа пирамида на управување со отпадот. Меѓутоа, во моментов треба да знаеме колку можеме да се дозволиме. Сепак треба да имаме систем кој што граѓаните ќе можат да го платат. Значи, тој систем треба да е самоодржлив и да живее од надоместокот што го плаќаат граѓаните и се разбира дел од она што ќе може да заработи од продажба на секундарни суровини, што подразбира нели секундарна селекција на самата депонија која има, да се продаде металот, пластиката и така натаму. Рециклирањето е исто така многу скап процес, многу е популарен терминот циркуларна економија, гледам дека колегите се помлади и пратат, меѓутоа во Европската унија треба да знаете дека постојат две фракции, тоа се два големи и јаки синдикати и секој се бори за своето место под сонцето, би рекла. Од една страна се рециклаторите, кои што постојано бараат се поголеми количини, нормално, за да издржи тој бизнис. И од друга страна се изградените горилници, популарно ги нарекуваме инценератори, тоа не е наш збор, нели ние викаме горилник, за горење на отпад. И нормално, тука се веќе бизнес интереси и таа борба не би ја дискутирале сега. Во секој случај, и едното и другото е загадувачка индустрија, меѓутоа не можеме да престанеме да создаваме отпад. Иако тенденцијата ни е да го намалиме создавањето, да се фокусираме на нека повторна употреба, сепак многу е далеку терминот нула отпад, па дури и во Јапонија невозможен, иако и таму кажуваат дека постојат некои општини кои што создаваат. Секогаш на крајот на денот ќе имате дел од отпадот што ќе мора некаде прописно да се депонира. И оние бројки со кои што ќе се вратам на почетокот на разговорот за инвестирање во самата депонија Дрисла, тоа подразбира минималните технички услови за да биде инвестирано, за да не се загадува животната средина во смисла заштита на водите. Собирањето на гасот во овие 20 и нешто милиони кои ги спомна претходниот управител, влегува само поставување на цевковот кој го собира депонискиот газ. А понатаму е тоа како ќе се искористува, дали ќе се создава енергија, па кому ќе се продава по инфраструктура и така натаму и така натаму. Значи ова се само минималните средства за да ние воспоставиме еден систем каде што ќе имаме заштитена подлога, ќе се депонира отпадот на соодветни кели, секојдневно ќе се покрива, задолжително ќе има геотекстил, ќе има покривање со земја и така натаму.
Во таа смисла, колку и да зборуваме дека во отпадот има пари, ние во моментов сме во фаза во која ќе треба да дадеме многу пари за да имаме систем како што треба за управување со отпад. Благодарам. Одиме на мала пауза за реклами и се враќаме во студиото. Повторно во студиото на 24 отворено разговараме за депонијата Дрисла, но и вкупно за начинот на кој што треба да се собира и селектира отпадот во Македонија. Продолжуваме со господинот Јосифовски. Кој е најдобриот модел според она што вие го мислите за Дрисла во моментов? Тоа е што е добро во нас новите модели кои што може да ги искористиме, што во самиот наш регион, да кажеме, има веќе позитивни примери. Тие се веќе неколку општини во Хрватска и секако Љубљана која што секогаш се спомнува како пример. Тие сите имаат тргнато кон принцип на нула отпад или општини без отпад и при тоа се приклучуваат на цела една огромна мрежа што е веќе европска во скоро сите држави на Европската унија, каде што силно се дава значењето на превенцијата, воопшто да не се создава отпад, каде што, например, во Словенија имаат 15% намалено создавање на отпад со различни мерки кои што Љубљана и целата држава ги применуваат. Од друга страна, ако тоа ни е многу пример кој што може да кажеме побогати од нас држави како Хрватска и Словенија го прават со рециклирање, реупотреба и превенции, една држава која што јас бев во Брисел кога ги презентираше резултатите се Филипините, кои што по нашиот GDP, БДП по глава на жител, примања просечно по граѓанин, колку отпад создаваат и така натаму, се премногу слични на Македонија. Од друга страна, исто имаат неформални собирачи. Но таму, со силно залагање и носење на закон, уште во 2003 година, Филипини директно ги вклучува неформалните собирачи во нивниот систем за управување со отпадот. Па така, општините директно ги финансираат овие социјални предпријатија на неформалните собирачи и граѓаните не само што не плаќаат граѓаните воопшто не плаќаат комунална такса, а неформалните собирачи се вклучуваат во системот и им се подигаат нивните примања. Филипини со систем во кој што граѓаните не плаќаат такса, стигнува до исти проценти како Словенија. Во Филипините моментално, преку овој систем на општини со нула отпад, успеваат да реупотребат, рециклираат, да компостираат 70% од комуналниот отпад. Ако една земја која што, викаме, овие ни се членки на Европска унија, Словенија и Хрватска, не можеме да ги стигнеме, со минимални инвестиции, едни Филипини кои што се по многу работи слични на нас, успеваат ова да го вклопат. Да имаат помалку отпад, помалку да загадуваат, почиста животна средина, ефтина услуга и на крајот на денот работни места за социјално загрозените. Благодарам. Сакам Филипини не се плажите на телевизија што ги гледаме, не мислам дека стандардот на живење, урбаното живење што го имаме на Филипини во урбаните средини се соодветни за споредба со Македонија. Исти се економските показатели. Економските зборуваме за БДП по глава на жител. Ама ако ги погледнете стандардите на урбаното живење на Филипини, повеќе потсеќаат на бразилските февели отколку што на скопските урбани средини или урбаните средини во македонските градови. Па и ние исто 80% немаме канализација во градот. Ја не знам на што личиме ние вакво. Не во Скопје сега, да не одиме натаму, меѓутоа сакам да кажам има неколку различни модели, иднината може да е. Ја ќе го отворам и јавно предизвикот за кој што разговаравме во теков на паузава. И тоа ќе го разговарам и со министерот за животно, ќе го разговарам и со владата и моите размислувања имајќи го предвид цела проблематика, имајќи го предвид дека град Скопје создава цирка 200.000 тони отпад годишно. Тоа ја прави Дрисла или било кој друг капацитет со таа количина на отпад, па да ги внесете сите системи на рециклирање и на не знам на селекција совршено, не рентабилни или економски неприфатливи за потенцијални инвеститори, имајќи го предвид дека се станува збор за инвестиции кои што се на ниво на кое што ние не можеме како држава, не како град, да ги обезбедиме. А сакаме во стратегијата што е на владата да направиме 6 регионални плюс една скопска 7 депонии на ниво на... Затоа мислам дека добивте пари 6 милиони евра од ЕУ за на ниво на држава и ја го фрлам секогаш предизвикот и со поредишниот председател на владата го разговарав.
Сега веќе да речем го има градот тој потенцијал и можеме да го разговараме на еден поинаков начин. Ако тргнете дека Паланка, Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Велес, Штип, Кочани, Кавадарци, Неготино, Прилеп, Битола, до Гевгелија, Долови се железнички поврзани, тој потенцијал на железничка поврзаност можеме во собирањето на отпадот да го ставиме на еден економски, да речем, во една економска целина и повеќе од 80% од територијата на државата да ја покриете, а претоварните станици што би биле во Охридскиот дел и Струмичкиот дел како железнички неповрзани, исто така можете ги довезете. А железничкиот превоз е за нијанса. Добро, а што се случи со овие физибилити студии изработени ли се? Идејата се. Меѓутоа и ова е нешто што вреди да се размисли, да го фрлиме како предизвик. Идејата е дека можеме како држава целокупниот потенцијал на комунален отпад да го ставиме на едно место и како таков да биде економски бенефит за целокупната држава, а потоа дисперзијата, да речеме, на тој економски бенефит по единици на локална самоуправа да се утврди методологија. Тоа е веќе работа на техника, мислам, чисто како размислување, што мислам дека Младен како општество ние мора да направиме така наречен game change. Ние имаме систем што не функционира. И тоа го гледаме секаде околу нас. Зошто? Затоа што воспоставените системи кои што се или работат на погрешен начин, или немаме доволно човечки потенцијал и знаење да ја смениме работата, да тие станат пофункционални и економски пооправдани, тогаш ајде да ја смениме игранката, да кажам народски. Ајде да направиме една голема турбуленција внатре во државата и да го искористиме потенцијалот кој што го има целокупната држава во смисол на комунален отпад. Вреди да се размисли. Не би сакало на адхок сега да го судиме и да кажеме ево е најдобро, вие да речете нечени заради ова и ова. Меѓутоа чисто како предизвик, веројатно и луѓето што ја гледаат емисија ќе може понатаму да ја размислуваат што се стручни во областа, во министерството, да почнеме една таква анализа да направиме, затоа што мислам дека така, ако дадеме третман, сепак зборуваме за некаде околу 1.800.000 жители на територија на државата. Тоа е мојата претпоставка, дека попис сме немале, не знам нијаколку. Ете нека се 2. Меѓутоа 2 милиона создавачи на отпад и не е така многу, особено ако имаме во предвид и кога правиме компарација какви се капацитетите во западните држави, треба да знаеме дека Виена има 2,5 милиона жители, на пример. При тоа би сакал до крај да бидеме прецизни. Со градоначалникот на Љубљана сум добар другар, пријател, разменуваме искуство, мислења. Со целиот напор што го прави Љубљана успева да влезе до 65%. Не повеќе од 65% во селекција, рециклажа и далеку се од она посакувана една програма, така наречена нула отпад. Да, лепушкасто изгледа, меѓутоа и они се сериозно и како држава, и кога една Словенија во тој концепт на нула отпад е толку далеко, а Љубљана предначи и важи за еден од најзелените, најеколошките градови заради политиките кои што ги имплементира, тогаш веројатно ќе треба ние се запрашаме дали со нашиот потенцијал и човечки институционален кој што ги имаме, а тоа е, можеме да влеземе во имплементација на таква работа, или ќе треба да ја претумбаме играта и да влеземе во како општество, како држава во еден социјален. Благодарам, уште едно прашање имам за Мазневска во однос на ние зборуваме за нашиот отпад, меѓутоа видовме некои бројки за енормни количини на увезен отпад во Македонија. За каков отпад станува збор, што увезува Македонија и зошто? Во Македонија се увезува и се извезува отпад и транзитира отпад. Дозволите за увоз, извоз и транзит на пратките, значи на отпад, ги дава Министерството за животна средина и просторно планирање и водиме одреден регистар кој е достапен за јавноста. На барање не сме го објавиле на веб страната, меѓутоа невладени организации, истражувачко новинарство и така натаму ги доставуваме податоците. И за жал некогаш има лошо читање или недоразбирање и така натаму, па се појавуваат ете наслови како овој денес. Добро, ако го објавите јавно, можеби нема да има такви проблеми. Па да, ние ќе ги објавуваме количини, се разбира, можеби нема да стојат, имате заштита на податоци некои. Меѓутоа во ред. Ај повелете, кажете ни тоа секако ќе биде во идниот софтвер што сакаме да го направиме за да можат сите да ги поднесуваат
годишните податоци и да се собираат на едно место и да се дистрибуираат за различни потреби понатаму, за да имаме еден добар информативен систем за управување со отпад, тоа секако ќе биде дел. Еве, конкретно, би сакала да кажам за 2018 година ги излиста податоците, баш онака предизвикана од насловот дека увезуваме отпад. Не увезуваме само од Бугарија, отпад се увезува од многу земји. Конкретно за 2018 година имаме издадено 264 дозволи, од кои што само 64 се за увоз на отпад, сите останати се за... А во количини тони? За 1.080.000 тони е извезен отпад, а околу 600.000 тони е увезен отпад. Добро, станува збор за комунален Не се сите отпад години, или за отпад кој што е за производство во енергија некоја? Значи, комунален отпад е забрането за увоз и воопшто законот вика забрането увоз на отпад заради депонирање, дозволен е увоз на отпад заради преработка или користење на отпадот како енергија. Најголем дел и најголемата количина од отпадот, од овие фамозни 600.000 е на отпадно железо, затоа што имаме ние преработувачки капацитет во Скопје, кој што суровина му е отпадното железо. Има една иницијатива во парламентот да се забрани увозот на овој отпад за енергија. Да, има предлог закон за изменување на законот за управување со отпад и ние подготвувавме токму денеска и мислење по однос на тој предлог. Поддржавте ли? Идејата е дека не сме ни за ни против, сметаме дека треба посоодветно да се пристапи при анализирањето на донесување на на вакви законски решенија, затоа што од една страна ние ги хармонизираме нашите закони со законите на Европската унија и доколку не сметаме дека со вакви радикални мерки значително ќе придонесеме до нелегалното горење на отпадот или дека ќе намалиме драстично загадувањето. Нашиот став како министерство е дека при подготовка на било какви или измени на закони, секако подготовка на текст на закон, треба да се напрати посеопфатно истражување за да може да се дојде до заклучок дали тоа навистина ќе ги даде очекуваните резултати. Конечно и какви импликации ќе има во однос на нашето делување, затоа што како што спомнав, многу кратко ние не само што увезуваме отпад, многу повеќе извезуваме отпад и како тоа ќе се одрази на нашите меѓународни релации. Сепак имаме подпишано некакви договори за стабилизација, членки сме на светски трговски организации и така натаму. Благодарам, да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Моето лично мислење, мојот личен впечаток без оглед на се е дека станува збор за несериозен партнер на градот, кој што нити го имал знаењето, нити потенцијалот да може да го реализира она што го превземал или она за кое што конкурирал. Дали се такви цифрите или не се во смисол на потреба од инвестиција, допрва ќе инвестираме, ќе утврдиме. АД Дрисла до моментот, до вчера, не ги исполни условите кои што беа пропишани. Имаше одредени инвестиции, имаше подобрување, се изгради мал третман на отпадните води, меѓутоа се уште останува поголемиот дел од инвестициите не беа реализирани. Европска унија и принципи на циркуларна економија, без разлика Европска унија или не, ние сакаме да одиме во таа насока. Принципите се следни: први е превенција на отпад, второ е реупотреба на отпад, трето е рециклирање на отпад. И тука треба да застанеме, бидејќи тука има најмногу економски активности вработување. Градот е потребно да направи сериозни мерки за поддршка и оформување на социјално предпријатие кое што ќе врши оваа услуга, дали заедно со комунална хигиена или слично, понатаму да најде мерки со кои ќе се поттикна граѓаните да го селектираат отпадот. Без тоа џабе за било што зборуваме. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва гости на 24 отворено. Ќе остане во натамошниот период да ги следиме случувањата за и околу Дрислано и целокупниот овој амбиент кој што сега за сега не држи во едно темно петно. Се надеваме дека понатаму ќе биде подобро. Благодарност и до публиката во студиото. Останете со програмата на телевизија 24 и следуваат вестите.